Од црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче по Плавнево предвидено е да тргнат 40 на конјаници кои на 2 август треба да пристигнат во Крушево на одбележување на големиот празник Илинден. Таму е Елизабета Дамјановска-Спасеновска, бети тргнали конјаниците и кои се нивните пораки пред маршот кон Крушево. Добар ден. Се наоѓаме во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче. Конјаниците овде току-што пристигнаа пред неколку минути, а како што е планот и според годишната традиција, од овде вечерва ќе се упатат кон легендарното и славно Крушево со чест да им укажат уште еднаш почит на нашите предци кои што достојно се бореле за слобода. Меѓутоа зборот овде ќе му го припуштам на Пандел Стивковски, кој што е дел од организацијата. Добар ден и може ли да ни кажете за почеток еве колку мина храбри конјаници оваа година ќе јаваат до Крушево? Добар ден и на вас. Значи оваа година Илинденски марш 2026 имаме 40 конјаници. Ако не се лажам и ако сум добро информирана, меѓу нив има и девојки? Да, меѓу нив има и 5 девојки. Дали е потребна некоја посебна физичка подготовка за да се биде дел од Илинденскиот марш? Па секако дека е потребно. Значи треба некоја физичка подготвеност, меѓутоа имаме и ние некои тренинзи пред да почнеме еден месец, значи вежбаме со коњите полиците на општина Радон, низ парковите, низ полето тука во Горно Лисиче, значи вежбаме, ги правиме тие потребни физички подготовки за да може да се издржи пред се треба една психичка подготвеност, а и физичка подготвеност, се разбира. Сега тука би ве прашала, можеби ќе ги интересира гледачите, дали секој кој што сака да се пријави треба да има и сопствен конј, дали тоа се изнајмува од некаде, како оди таа процедура? Па тоа е све во организација на Илинденски марш 1978 од Горно Лисиче. Значи ние го организираме тоа. И набавка на коњи, и набавка на носи, и набавка на храна, на све што следува. Само да ни кажете уште ова каков е планот од тука на вечерва се тргнува, каде попат ќе застанете за да се одморите? Значи вечерва застануваме најпрво во Долно Лисиче, утре сме во Велес, потоа во Велешко село Теово, потоа преминуваме Прилеп кон село Ропотово и на 31 се собираме сите конјаници, значи од Свети Николе, од Кичево, од Битола и сите влегуваме заедно во Крушево. На први учествуваме на поворката низ градот и на втори сите заедно идеме на Мечкин каве. Ви благодарам многу за ова кратко вклучување во вестите. Јас ви посакувам вам и на сите конјаници успешно јавање и патување до Крушево и да ве послужат временските услови. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, ова беше кратка информација од дворот на црквата Свети Петар и Павле. Уште еднаш повторуваме, од овде на вечерва тргнува прочуениот и славен конјички марш кон Крушево. Бети, ти благодарам.